Добро утро, Анита, добро утро за гледачите на Македонија наутро. Се јавуваме во живо од јавното предпријатие Водовод и канализација од Скопје. Во тек е последната недела од акцијата на ова предпријатие за отплата на заостанатите долгови без пресметка на камата. За каква акција станува збор? Ние еднаш веќе ја најавивме, но кои се придобивките од истата и колку граѓани всушност ја искористиле ова акција? Утрово во Македонија наутро разговараме со Зоран Недевски, раководител на секторот наплата. Господине Недевски, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. Добро утро и од мене, до вас и до гледачите на вашата телевизија. За почеток на нашиот разговор, за каква акција стануваше збор во измината период и кои се придобивките што ги добија граѓаните преку оваа акција? Значи, се уште станува збор, акцијата е во тек. Започнавме на 20 април, акцијата завршува во петок, на 5 овој месец. Значи, корисниците на нашите услуги, сите корисници кои што имаат неподмирени долгови во овој интервал, во овие 45 дена, добија можност да го подмират својот долг во целост или со склучување на договори за отплата на рати, и во тој случај не се пресметува камата поради задоцнато плаќање. Со самото подмирување на долгот или со склучување на договорите на рати, корисниците кои што имаа заостанати долгови покрај пресметаната камата која што законски следува на јавното предпријатие, понатаму нема да се среќаваат со проблем од типот на неподмирени судски такси, нема да бидат утужувани, нема да бидат доставувани самите тужби до извршители, нема да се врши прекин на комуналната услуга. Сите овие елементи се пропратени со финансиски, да речам, работи кои што влијаат на домашниот буџет и кои што ќе го оптеретат дополнително домашниот буџет. Господине Недевски, каков беше интересот до сега од страна на граѓаните за оваа акција? Имаш ли голем интерес? Значи, задоволителен е интересот. Доправа ќе се сублимираат, значи еден месец заврши, ќе се сублимираат, значи податоците, меѓутоа факт е дека позитивна е акцијата. Дел од корисниците, можем само да ви кажеме на статистички податок, дел од корисниците кои што склучија договори за отплата на рати на заостанатиот долг без пресметка на камата е некаде околу 560 и склучени се договори во вредност од околу 80 на милиони денари. Со ова, уште еднаш да напоменам, значи граѓаните ги избегнуваат дополнителните давачки кои што ќе следуваат во иднина. Така, и сега она што морам да ве прашам, иако акцијата завршува на 5 јуни, овој петок, имаме уште само 3 дена всушност до крајот на акцијата, дали се размислува можеби за продолжување на истата или за некоја нова акција, или пак да ги повикаме граѓаните да го искористат овој период и да побрзаат да дојдат тука за да склучат договор и да учествуваат во оваа акција за отплата на долговите без пресметана камата? Значи, акцијата, како беше предвидена и планирана, ја оствари својата цел и нема да се врши продолжување, односно пролонгирање на време траењето на акцијата за отплата на заостанатите долгови и на рати и во готово без пресметка на камата. Значи, ќе завршиме во петок на 5 и би било пожелно, значи, да упатиме уште еден апел до корисниците да ја искористат час поскоро можноста, дали во целост да го подмират долгот или со склучување на отплата на долгот на рати. Значи, нивна е желбата и тие одлучуваат како ќе го подмират долгот. Би сакал да напоменам да ја искористат оваа можност, затоа што јавното предпријатие Водовод и канализација не е буџетска установа, односно се финансира од наплата на услугите и ќе ги искористи сите законски можности кои што и се дадени со цел да изврши наплата на побарувањата кои што ги имаат корисниците, со цел граѓаните и корисниците на нашите услуги во иднина да добијат квалитетна услуга од ова јавно предпријатие.
Ви благодарам за разговорот. Ние се разбира и понатаму ќе известуваме за сите активности на јавното предпријатие Водовод и канализација од Скопје. Ви благодарам и вам, имајте пријатен ден. Благодарам. Утрово во Македонија наутро разговаравме со Зоран Недевски, раководител на секторот наплата. Наша тема беше токму акцијата за отплата на долгови без камата, што трае до 5 јуни и граѓаните стата можат да ја искористат.